Мора да има и добри денови, и лоши денови. Како ти е тебе кога еве да речеме треба да имаш настап вечер утре кога и да имате закажано настап самиот или со групата? Сега, кога има денови баш кога не ти се искача на сцена, не знам, нешто тебе не ти е денот, нешто лошо се случило дома, сега не можеш да откажеш. 3 сати има до настап. Како ги хендлаш тие работи? Види, прво се водам од тоа дека има луѓе во публика што дошле само за мене и точно знам што очекуваат од мене. И јас морам да им го дадам тоа на луѓето. Тоа е професионализам и постојат такви моменти кај што може би се случило нешто ден таа што стварно си даун со енергија, не ти се прават смешки, меѓутоа собирам сила и го правам тоа и го правам добро. За да ги исполнам очекувањата на луѓето и не сакам моите проблеми да станат и нивни проблеми, што него сите се тие луѓе со проблеми дошле во тој саат и пол два да заборават. Во тој саат и пол два да заборават на проблемите и гледаат некаква надеж во мене дека јас ќе ги разведрам, а мене нивната енергија ми прија и мене ме разведрува нивната енергија. Заемно е тоа. Да, и најчесто јас кога можеби ќе тргнам депримиран на настапот, си одам среќен од настапот затоа што јас сум ја разменил енергијата со публиката и наизменично е тоа, да. Добро, веројатно на крајот на денот сваќа човек дека тоа е работа исто како да работиш во маркет, да работиш како лекар, како архитект, тебе ти е тоа работа, што и да се случило, одиш завршуваш. И си одиш дома, тоа е тоа. Да, на некој работа начин, ти е. Работа е, да, тоа и треба да се трудиме да работиме најдобро што можеме таа работа за да постигнеме некаков успех, бидејќи ако нема континуитет. Да, тоа го зборевме, луѓе многу прерано се откажуваат. Дефинитивно. Знаеш, сакаат инстант успех и најчесто тие луѓе се случува понекогаш да добиеш инстант успех. Но тие луѓе што инстант трае. Да, инстант трае толку не се свесни што ги дочекало, не знаат да исхендлаат ситуацијата, не знаат да се справат и најчесто се откажуваат. За жал имаме многу такви примери на и македонската, балканската, па и светската сцена, кај што имаш ликови што се појавуваат во еден момент и во тој момент се на пикот на популарноста, можат да се појават денеска на градски стадиони да го наполнат, меѓутоа после месец, 2, 3, 5 поради нивниот неконтинуитет, не работа, спласнува тоа и ги нема, ги снемува. Добро, интернетот нас ни даде привид на тоа дека се е толку лесно, ами дека се мора да остане толку лесно. Се е убаво, се е розево, таму си ти насмеан, јас ги ставам сликите што мене ми одговараат кога си во странство, кога си на кафе и ни даде некаков привид дека се е многу убаво, па дури таа слава што може во момент да се добие. И сега едниот рил ти бил многу гледан, другиот не е гледан и луѓе тоа ги демотивира живејќи во еден таков затворен свет што нема врска тоа со што е реално. Па да, нема врска, затоа не треба да се демотивираш од такви глупости. Него ако веруваш во нешто, терај го до крај. Биди малце упорен. Малце треба и да бидеме Сизиф, ама да бидеме малце попаметни од Сизиф, па да не гураме да го потпреш каменот негаде, знаеш, да одмориш нозете. Тука малце одмори, добро е, да. Ајде сега разгледај околината, па викни некој да ти помогне каменот да го бутне сега. Да, тешко е, мислам, сите почетоци нели се тешки. Сега гледам и јас самата почнувам нешто, дека не е тоа така најсјајно и најлесно, но само со континуитет. Јас не гледам друго како, освен само човек дека треба да работи. Тоа треба државава да сватиме дека треба само да се работи. И да се работи паметно. Не е секогаш човек само да се премачува. Дефинитивно. Ете го спомнавме Сизиф. Што мислиш, на пример, за Сизиф? Да Сизиф е здрав.